почитувани, точно е 19 часот и 19 минути. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Нашно и ваш гостин е и господинот Томислав Гиевски, професор по историја и председател на Независниот синдикат за образование и наука, со кого ќе разговараме за новиот концепт во основното образование, но пред се за третманот кој го имаат, односно го немаат наставниците од страна на Министерката за образование и наука Мила Царовска. Во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени преку видео линк. Се е во ред. Господине Гиевски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, Бети, добро утро, Јон. Голем поздрав до вашите гледачи. Добро ви утро и од мене, господине Гиевски. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана и со тоа го удостоивте и ги удостоивте нашите слушатели и гледачи, а со тоа не удостоивте и нас на Македонски корени. Се надеваме дека после денешниот разговор со вас некои работи ќе станат многу појасни, а кои работи Министерството за образование, особено министерката Царовска, сакаше да ги прикрие. Пред да одиме со првото прашање, само да ви кажам дека вие имате таа чест и ние задоволство ние што денес во новата рубрика која што ја започнавме минатата недела ја најавивме, ја насловивме како Крик на шепотот. Вие сте првиот учесник во првата епизода на Крик на шепотот. Мило ми е. Од она што го знаеме, во Македонија постои еден поголем синдикат, а тоа е СОНК, кој секој пат и секогаш е со оние кои ќе дојдат на власт и ги бранат заложбите на власта. Има уште еден синдикат, ние го знаеме, тоа кој што се декларира како независен синдикат, а тоа е вашиот независен синдикат за образование и наука, на кој вие сте председател. Министерката за образование Мила Царовска го турка проектот наречен Нов концепт во основното образование. Во јавноста Царовска глуми конструктивност, а од она што ние го знаеме, таа овој концепт го турка без да го слушне гласот на наставниците, барем на повеќето наставници или на дел од наставниците. Вие веќе закажавте протести заради реформите на Мила Царевска, а недоволната конструктивност и соработка со министерката Царовска ја наведовте како причина за протестот. Ве консултираше ли вас од независниот синдикат на кој вие сте председател за да ги слушне вашите предлози, односно предлозите на вашите членови? Ке ни објасните ли малку поопширно причината која ја наведовте во најавата за протестот? За каква несоработка станува збор? И кои се вашите барања, но пред да одговорите на овие прашања, кажете ни во кратки црти, бидејќи времето ни е кратко и немаме многу на располагање, кога и како е формиран независниот синдикат за образование и наука на кој што вие сте председател? Ви благодарам. Независниот синдикат за образование и наука е формиран во март 2018 година. Активистите на Независниот синдикат за образование и наука во повеќе наврати, почнувајќи од 2014-2015 година, биле активни во неформални здруженија, каде што гласно ги искажувале незадоволствата по однос на состојбата во секторот образование и правата на просветните работници. Независниот синдикат за образование и наука е дел од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, во која што има околу 50 независни синдикати, кои во минатото имавме потешкоти да ги регистрираме, затоа што имаше силни притисоци врз синдикатите, но во поново време успеавме да ги регистрираме тие синдикати, да действуваме независно, да правиме притисок онолку колку што можеме, да согласно силата и согласно членството, за да можеме да добиеме подобри работнички права, онака како што функционираат сите независни синдикати во светот. Започнувајќи од 2018 година, па се до денес, Независниот синдикат за образование и наука функционира единствено во делот на застапување на работничките права на просветните работници и проблемите со кои што ние се соочуваме во поново време е тоа што во последниве неколку месеци дојдовме до целосно негирање на постоењето на Независниот синдикат за образование и наука од страна на институциите. Буквално се сведовме во ситуација да не ни се
да не удостојуваат со средби, да не информираат што се случува. Се ставивме во ситуација да на буквално на еден мејл да не сакаат да ни вратат, и од тука е и нашиот револт како независен синдикат за образование и наука, бидејќи синдикатите постојат и мора да се почитуваат. Вие знаете дека во целиот свет синдикатот е гласот на работникот и без негово одобрение не може да се прават промени врз неговиот грб. Најголемите забелешки кои што ги имаме ние по однос на моменталната состојба во секторот образование е тоа што врските на работодавачот многу одамна не си спомнети, значи станува збор за период 5-10 години, некои права кои што ни следуваат не ни се даваат, а само ни се натрупуваат работните обврски, а правата остануваат на истата линија. Ние како независен синдикат јасно стоиме дека се застапуваме, ги браниме, односно застапуваме тезата дека мора да се воведат и оние права кои што се запишани во колективните договори, како што се навременна исплата на платата. Кај нас платата во колективен договор стои дека треба да се исплаќа на 10 најдоцна, а ние пред 16-17 месецот не сме добиле плата. Тоа е газење на работничките права. Исто така тука ќе го наведеме и висината на платата. Висината на платата на просветните работници во Македонија е со коефициент 2.5 или 2.5 по минималната плата. Арно ама репрезентативниот синдикат и ресорното министерство се договориле дека и покрај тоа што минималната плата во Македонија е 15.000, ќе се договориле дека минималната плата во образование ќе биде 9.000. И тука имаме повторно огромен револт, но најголемиот револт потекнува од игнорирањето на друштвата на наставници. Друштвата на наставници многу јасно и децидно ги кажаа своите ставови. Тие се стручни во нивните полиња и постојано последниве неколку месеци пробуваат преку дописи, преку постови, преку дебатни емисии во кои што не ги удостојуваат од другата страна, наоѓаат на еден зид каде што они ги кажуваат своите мислења, но од другата страна не допираат. Значи, барањата на независниот синдикат се многу јасни. Почитување на правата кои што потекнуваат од колективниот договор и почитување на мислењето и експертизата на друштвата на наставници и стручни соработници. Господине Гиевски, докаде сте спремни да одите со вашите барања, бидејќи во јавноста веќе се шпекулира дека ќе ве корумпираат и вас со некакво наводно ветување наместо задоволување на вашите барања? Да не корумпираат можат само на еден начин, а тоа е да ги исполнат нашите барања. Многу јасни, ако тоа се смета за корумпирање. Да ги испочитуваат, значи ние не бараме ништо, ние бараме тоа што по закон следува, она што е пишано во колективните договори. Колективните договори кои што се изготвени уште од 2008 година. Многу јасно и децидно стои, тоа секој може да го провери, секој може да види. Дека начинот на кој што се пресметува платата на просветниот работник е коефициент за одредена работна позиција, во случајов наставник, по минимална плата. Ние таа плата не ја добиваме. Далеку сме таа. Значи, тука станува збор за разлика од околу 30%. Исто така во колективните договори многу јасно и децидно стои дека платата се исплаќа најдоцна до 10 во месецот. Ние плата до 10 во месецот не сме виделе. Но има и други проблеми кои што се случија во моментот, и актуелни проблеми, а тоа е како резултат на корона кризата, се зголеми двојно фондот на наставниците кои што предаваат од прво до трето одделение. Со уредба од Министерството за образование и наука беше наредено на просветните работници да работат во две групи. Иако во законот стои јасно дека од 20 до 23 часа има еден просветен работник, тука се зголеми за двојно, часовите, но истите не им беа платени. И ние во повеќе наврати притискаме, имавме еден помал протест во октомври месец каде што баравме да им бидат исплатени и Министерството за образование и наука излезе со известување на јавноста дека се исплатени. И ние се ставивме во една ситуација каде што нашите членови, колегите не добиле пари, а пред јавноста се презентира дека тие се веќе исплатени и тука настана еден сериозен револт кај нас кој што се уште го чувствуваме. Така, кога имате една власт каква што е,
Такви работи се случуваат. За нив тоа е нормално. Ненормалното е нормално. Минатиот викенд вие испратите јавна покана до сите организирани друштва на наставници да ви се приклучат на протестот. Каков беше одзивот и каков одговор ви испратија на вашиот повик? Се уште работиме на дел од здруженијата, веќе им испративме, стапивме во контакт. Имаат голем интерес, веќе се појави интерес каде што за создавање на нови здруженија кои што ќе бидат во блиска соработка со независниот синдикат за образование и наука, затоа што за прв пат во 30 години просветните работници препозна организација, идеја која што не е поврзана и нема никаква допирна точка со ниту една политичка партија, а дури резултат на тоа е затоа што активистите на независниот синдикат протестирале во 2015 кога имало друга власт или друга опозиција. Биле на асфалтот и протестирале во 2020 кога имаме сосема различна политичка слика. Ке дојде еднина, не знаеме како ќе биде. Нас политиката не интересира. Не знаеме никаква ќе биде, никогаш не сум се ни осмел јас да навлегувам во анализирање или агитирање за одредени политичари. Нас проблем не е политизацијата во секторот образование и голем дел од просветните работници се охрабрија, ја осеќаат енергијата, ја гледаат нашата визија, односно идејата и програмата која што ја застапуваме повеќе од 3 години се приклучуваат, но и во периодот што предстои пред нас, ние ќе засилено ќе продолжиме со испраќање на повици до сите здруженија на просветни работници, па ќе видиме, ќе се преброиме, затоа што има некои што имаат комфортни позиции, одредени бенефиции што смета дека би ги изгубиле доколку дадат подршка, се придружат во независниот синдикат за образование и наука, бидејќи кај нас е многу јасно. Ние се залагаме за рамноправност и департизација, а привилегии кај нас не може да се добие. Тоа може да се добие во некои други организации, политички партии или други синдикати. Господине Гиевски, дали причина е само од незадоволството на третманот на наставниците од страна на министерката Царовска или тука спаѓа и незадоволството од начинот на кој Царовска се обидува да го наметне новиот концепт на реформи во основното образование, кои се потребни, но на подобро, а не на начин на кој Царовска сака да го наметне концептот? Точно е дека постои револт кај просветните работници и револтот доаѓа поради одредени поради низа активности кои што се случија во периодов. Експресно ни беше презентиран нов концепт кој што немавме знаење. Ние како независен синдикат немавме и голем дел од друштвото на наставници и факултетите за високо образование кои што продуцираат наставен кадар нема знаење и наеднаш им дојде да се презентира, но презентирањето беше толку брзо и толку експресивно што доаѓаше како една форма на наметнување на став, не дебатирање, туку наметнување на став. Ние пробавме да дебатираме и сите што ги осетија како групи дека се покритични, веднаш беа тргнати на страна, веднаш беа изолирани, беа ставени во позиција да мораат да формираат одредени непознати за нас групи, неформални групи, за да се води одредена форма на дебата, каде што, пак ја кажам, едно е да се дебатира и да се разговара со организации кои што имаат историја, кои што имаат одреден временски период, кои што го испекле занаетот на представување на работници, а друго е експресно создадени неформални групи кои што потпаѓаат под притисок. Значи, да не се лажеме, голем дел од просветните работници кога ќе застане пред нив министар, превладува стравот. Колку и да е фин и насмеан, работниците мора да ги представуваат синдикален представник. Некој кој што има синдикален имунитет, кој што воспоставил соработка со амбасади, со меѓународни организации, со други синдикати, каде што се осеќа сигурен дека сепак, знаете, во нашата држава, во Македонија, го знаете нивото на притисоци и корупција, дека не сме баш на сјајно место.
Вие сте професор по географија, а географијата е еден од предметите кои Министерската царовска сака да го избриши како засебен предмет и да го спои заедно со уште два предмети во еден предмет наречен Обштествени науки. Господине Гиевски, дали во предметот географија, таков каков што е сега, има делови, односно содржини, кои не се потребни, а сепак некој ги сместил во учебникот? Ако ги има, колкав е тој процент кој без потребно се сместени во географијата, за да се спојат овие предмети во еден, очигледно е дека ќе се посегне по кратењето на содржините. Затоа ве прашуваме дали има некои содржини кои што би можеле да се избришат. Содржини кои што би можеле да се избришат во географијата, бидејќи таа ми е најпозната, како професор по географија и како магистар по менеджмент на човечки ресурси, тој дел ми е најпознат и можам да кажам дека нешто што е вишок во географијата нема. Односно, географијата како предмет беше еден од предметите кои што најмногу еволуираше. Во последниве 30 години пополека, значи не збориме експресно, туку на еден поспор начин се еволуираше од пристапот, и ако пред 40 години се учеше колку крави или колку кози има во одредена држава, денеска тој пристап е променет и од тука не би можел да кажам дека во географијата има одредено нешто што е вишок или што би требало да се промени. Има мал дел од наставните содржини кои што се преклопуваат со географија и со природни науки, но тоа би биле отприлика 3 до 4 лекции, ништо повеќе. Господине Гиевски, дали ова што Царовска го прави со зголемување на вашите обврски од една страна, а од друга страна со немање на слух, кога станува збор за вашите права, впрочем го зголеми револтот кај наставниците, и на кој друг начин вие планирате да и се спротивставите покрај најавениот протест како прв чекор? Првично, целта на независното синдикално движење е да го обелиме образот на просветниот работник. Образот на просветниот работник, огромен период просветните работници се третираат како најплашливата категорија на работници во Македонија, како некои кои што секогаш се лојални кон политичката партија, без разлика една друга која и да е, дека трчаат по штабови. Значи, ние сме тука да го белиме образот. Да кажеме дека не е тоа точно. Може би има одреден процент кој што го прави тоа, но тоа не е одлика на сите. Тоа е мал процент и нема да дозволиме ние да бидеме одликувани по одредена мала категорија наши колеги кои што и нив ќе ги убедиме да не бидат такви во иднината. Целта е да започнеме порадикални синдикални активности кои што недостасувале. Другите синдикати биле многу по транспарентни, многу по агресивни и дошле до на поле до кое што се денеска. Само за споредба ќе ги наведам нашите независни синдикати во полицијата, во армијата, во затворската полиција, шумската полиција, кои што последниве 4-5 години многу често протестирале, блокирале крстосници и дошле до едно ниво каде што платите им се зголемени до 10 па и до 15.000 денари, некои до 100% им се зголемени, обновени им се правата. Ние пред се треба да започнеме на нова пракса на поголеми притисоци кон институциите во образованието, и тоа треба да биде повик за сите колеги, бидејќи ние сме 33.000 вработени во секторот образование и смешно е, мислам, непристојно е кога на претходните протести да се собираме 100 или 150 души. А кога 33.000 луѓе го имаат тој проблем. Значи, нашата цел е дека треба да им дадеме на знаење на сите просветни работници преку медиумите, преку синдикалната мрежа, дека нашата организација расте, се зголемува, дека треба да ни се придружат и дека треба еднаш за секогаш да ставиме крај на партизацијата и на непочитувањето на работничките права на вработените во секторот образование. Да, ние ќе започнеме и ќе продолжиме, и тоа ќе зависи све од волјата на колегите, колку ќе бидат спремни да се придружуваат, а ние никогаш нема да се откажеме од нашата идеја и од нашата идеологија. Кои забелешки и други имате во однос на новиот концепт за основно образование? Забелешката ја поставуваме врз тезата на страхот. Во секторот образование имаме околу 6-7-8% на вработени кои што немаат договор на неопределено време. Значи, тие имаат годинава работат, до година ако им продолжат ќе работат. Не знам
кај вас дали ви е познат тој начин на функционирање, бидејќи прекоокеанските држави имаат многу подобри работнички права, имаат многу посилни синдикати. Кај нас може да се случи просветен работник да работи 6, 7, 8 години да нема решение. Значи секоја година да се моли дали ќе му го продолжат работниот однос. Нашата забелешка е во делот на спојувањето на предметите. Пред се не се почитува ставот на друженијата на работници, а од друга страна се ставаат во ситуација работници, голем број на работници, 3-4 илјади кои што работат на определено време, кои што до година или некоја друга година, за 2, за 3, се најавува нивниот предмет да биде со помал фонд, да постои, да биде комбиниран, а тие луѓе немаат решение. Тука е стравот. Значи, тука е нашата најголема забелешка и тука сме спремни да идеме до крај. Кога станува збор за работнички, за работно место, за лебот, на заплатата на одреден просветен работник, тука нема застанување. Тука се додека ние не добиеме сигурност дека не се загрозени работните места. Но не зборам за оние што имаат решение, како јас и како останатите синдикални активисти. Ние зборуваме за оние кои што работат 1, 2, 3, 4 години, имаат положено приправнички испит, но се уште не им е трансформиран работниот однос. Ние јасно и децидно, во повеќе наврати кажавме, повторно ќе кажам и тоа е едно од најсилните барања, да им се трансформира работниот однос на сите колеги и колешки што имаат положено приправнички испит. Тука е најголемата забелешка наша. Токму околу тоа е и следното прашање. Со новиот концепт, министерката предвидува бришење на историјата и географијата како засебни предмети. Дали со овој чекор постои опасност од губење на работни места на еден дел од наставниците и ако постои опасност, на која основа го базирате вашето тврдење? Тврдењето е многу едноставно. Во праксата во последниве 15, 20, 30 години, еве да кажеме првите 10-15 години од демократска Македонија беа малце поразлични од претходниве 15, 16, каде што многу често пред избори политичарите велеа никој нема да го изгуби своето работно место, не се секирајте, нема. И после избори доаѓаме до промена на реториката, каде што се соочуваме да кажат па му помина договорот, не се пријави на оглас, немаме потреба поише од него, се пријави подобар кандидат. И како тоа некој работел 3-4 години, бил супер, бил добар, сега веќе не е добар, сега мораме да најдеме некој друг. Поради тоа е проблемот со кој што се соочуваме ние во секторот образование. Партизацијата. А ваквите чекори предизвикуваат и немањето на доволно сигурност кај нас, затоа што недостасува комуникацијата со министерката, ваквите чекори предизвикуваат голем страв кај колегите што се на определено работно време. Господин Егиевски, од разговорот кој го имавме за време на договарање за ова ваше интервју, ни рековте дека како председател на независен кандидат не сакате да се впуштите во политички контест, бидејќи се залагате за департизација на образованието. Сега ќе ве прашам како наставник по географија да ми го кажете вашиот личен став за намерата што Царовска сака да ја избрише географијата како засебен предмет. Колку е оправдано во вакви клучни моменти Царовска да турка еден ваков проект без да се консултира со вас наставниците и зошто ги прават реформите на овој начин? Реформите ги прават на овој начин затоа што виделе одредени држави каде што направиле слични, буквално вакви промени нема во нито една држава, но виделе некакви слични концепти за функционирање. Но тие концепти, кај што западноевропски држави ги спровеле на следниот начин. Решиле денеска дека ќе почнат да создаваат наставен кадар кој што ќе предава, не знам, уметност или природа или општество и 10 години го спремале тој кадар и најнаш го инволвирале во настава. Поминало 10-15 години. Не се прави тоа од денес за утре, најнаш вас ќе ве пренасочуваме, до вчера бевте едно, утре ќе бидете друго. Познавам, да, ние доста истражувавме активистите на независниот синдикат. И од тука е и забелешката и револтот, затоа што кај нас во државата нема консензус кога станува збор за
за државната насока во која што ќе се движи образованието. Еднаш за секогаш е потребно да седнат партиите во собрание, да подадат рака и да се договорат. Они цело време си ги вадат очите, ова е добро за образованието, тоа е добро. Значи не се прави образование, тоа е национално добро, тоа е најбитниот столб во стопанството. И ние од тука е револтот и движењето, независното синдикално движење, кај што ние треба да направиме притисок да ги седнеме сите политичари и со 120 гласа да договорат одредена насока во која што ќе се движи образованието. Замислете си сега, па нема да навлагам во политика, но во блиска, во далечна иднина да дојде друга власт и повторно ново, ајде почнуваме, ќе правиме друга програма. Па до кога ќе се играат со нас наставниците? Значи, тоа ние не смееме да го дозволиме и од тука и револтот. И за крај, господин Егиевски, дали реформите можеа и можат да се направат без да се укинат предмети, а сепак да се постигне истата цел? Ако сметате дека е возможно, кој е вашиот предлог, кој сакате да го порачате на министерката Царовска? Реформи може да се направат без спојување на предмети. Тоа е географија, географот ќе си продава географија, историчарот ќе си предава историја, музичарот ќе си предава музичко, би се вовеле оние вончасовни активности кои што ги најавуваат танци, ора, јога, најавуваат и сексуално образование, најавуваат хор, оркестар, не навлегуваме во тоа. Значи ние сме работничка организација и не навлегуваме во тоа. Ние навлегуваме во делот на работничките права, но факт е дека може да се направи. Исто така се најавува голема сума на пари која што треба да влезе за подобрување на образованието. Доколку домаќински се потрошат тие пари, доколку на наставниците, на просветните работници им се обезбеди нови средства за работа, нови нагледни средства, современи училишта, на училишта им капе кровот, на ќумбе се греат. Значи, кога ќе се обезбедат подобри услови, тогаш образованието ќе се подобри. Тоа е неминовно, тоа не може да го спори никој. И по автоматизам мојот одговор би бил дека може да се направат реформи и без спојување на предмети. Задоволство причини вашето учество во Македонски корени, господин Егиевски. Верувам и нашите слушатели со внимание го проследија и оваа интервју денес. Ви благодариме и ви посакуваме успех на секое поле со вашето делување. Имајте си убав остаток викендов. Пријатно до слушање и довидување во некоја наредна емисија на Македонски корени. Поздрав и од мене, се слушаме и остануваме во контакт. Секој добро.